Падна полицискиот двор во Источна Македонија, во Штип началникот на секторот Каширски, командирот на станицата и началникот за криминалистика, во Кочани целиот команден кадар, командирот, началникот на УБК и началникот за криминалистика, командирите во Берово, Пехчево, Македонска Каменица, Виница, Делчево, Крива Паланка и Свети Николе. Вкупно 13 полициски старешини се разрешени и се под истрага за да се утврди какви релации имале со криминалната група, зошто ја штителе и дали учествувале во корупција. На сите позиции се назначени привремени извршители. На секторот во Штип е поставен Момчило Сталетовиќ од Бирото за јавна безбедност. Утврдено е дека во 35 предмети несоодветно биле евидентирани настаните и овие се веќе комплетно завршени предмети. Во работа се дополнителни 42 предмети, што значи вкупно 77, каде исто така имало пропусти при евидентирањето на настаните, односно, како што веќе информиравме, наместо да биде евидентирана потешката форма на прекршување на законот, се одело со евидентирање на прекршоци наместо кривични дела или поплаки наместо евидентирање на настан кој понатаму би повлекол кривично правна одговорност. Нејасно е како неколку години полицискиот состав во Штипскиот сектор наместо да се справува со криминалот и да ги штити граѓаните со елиминирање на групата, се ставал во заштитна улога на насилниците. Тие пак со знаење дека имаат полициско-политичка поддршка изнудувале пари, организирале игри на среќа, се занимавале со лихва, продавале дрога, поседувале оружје. Непознато е колку пари тежи криминалот и дали и колкав процент бил за полицајците. Утврдено е дека сите пониски полицајци кои учествувале во криминалот вината ја насочиле кон претпоставените. Истрагата ќе мора да провери дали Штипскиот сектор имал релации со Скопје и дали некој од централата знаел зошто се молчело пред криминалот. Во последното продолжение на детонатор, полицијата во Македонска Каменица заплени нови автомати за игри на среќа и сега е уште поневеројатно како 700 апарати биле активни низ неколку мали градови и како никој не ги казнувал сторителите. Како тие автомати биле пренесени во Македонија и како пазарните и инспекторите на УЈП не презеле ништо. И за Македонска Каменица се споменуваат имиња на директори на јавни установи и локални политичари кои го штителе криминалот.